Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, во нашето проучување на книгата Повторени закони, стигнавме до оној дел во кој Мојсей дава кратка ретроспектива на историјата на израелскиот народ во пустината, но и дава важни принципи за тоа како народот треба да живее во земјата која ќе ја освои. Од се што тој досега кажа, можеме да заклучиме дека израелците често живееа во непослушност кон Господ, но и покрај се, тој ги сакаше и не се откажа од нив. Покрај другото, во својот говор, Мојсей зборува и за причините поради кои Господ ги избра токму нив да се наречат негов народ. И во суштина, тој јасно им кажува на израелците дека Господ ги избра поради својата милост и добрина, а не затоа што тие го заслужија тоа или затоа што беа подобри од другите народи. Ке продолжиме со читање на текстот таму каде што застанавме во претходната епизода, глава 9, стих 7. Запомни и не заборавај колку го разгневивте Господа, вашиот Бог, во пустината, од оној ден кога излеговте од египетската земја, па се додека пристигнавте на ова место, вие не му се покоривте на Господ. Овие зборови се однесуваат на моментот кога израелците си направија златно теле и му се поклонуваа. Тој настан е запишан во книгата Излез, глава 32. Забележете што се вели таму. А тој, откако ги зеде од рацете нивни, ги растопи во калапи и од нив излеа теле, и рекоа: еве го Израеле, твојот Бог, кој те изведе од земјата египетска. А кога го виде тоа Арон, направи жртвеник спроти него и изјави и рече: утре е празник на Господ. Утредента, станувајќи рано, принесоа жртви сепаленици и жртви за спасение, и испоседна народот та јадеа и пиеа, и потоа станаа да играат. Си направија теле и му се поклонија, па му принесоа жртви и рекоа: еве го Израеле, твојот Бог, што те изведе од земјата египетска. Во Псалм 106 Бог за нив вели дека си направија идол и му се поклонуваа, затоа што ги заборавија неговите големи дела направени во Египет. А сега, преку Мојсей, на новата генерација и вели: не заборавајте го тој грев. Стихови 8 и 12. И кај Хорив вие го раздразнивте Господа и се разгневи Господ на вас, така што сакаше да ви истреби. И ми рече Господ: стани, оди си поскоро од тука, зашто твојот народ што го изведе од Египет се разврати. Многу брзо тие одстапија од патот што им го заповедав. Тие си направија леан идол. Додека израелците му се поклонуваа на златното теле, Мојсей беше на планината Синај, каде Бог му ги даде 10 заповеди. А токму една од заповедите вели дека народот не смее да прави никакви идоли, ниту пак смее да им се поклонува. Каква иронија, зарем не? Додека Бог му кажува на Мојсей што народот не смее да прави, токму во тие моменти народот го извршува тоа што му е забрането. Стих 13. И ми рече Господ: го гледам тој народ, ете, тоа е тврдоглав народ. Овој опис на израелскиот народ може да се најде на неколку места во Стариот Завет. Бог честопати ги нарекуваше тврдоглави. Стих 14. Остави ме да ги уништам и да го избришам името нивно од под небото, а од тебе ќе направам народ, посилен и помногу броен од нив. Интересна понуда за Мојсей, зарем не? Бог му кажа дека може да ги погуби израелците и од Мојсей да подигне нов народ. Не знам како јас би реагирал да бев на негово место, но сигурно барем за момент би бил во искушение да ја прифатам понудата. Стих 16. И видов дека вие бевте сгрешиле против Господ, вашиот Бог, бевте си направиле излеано теле и наскоро бевте одстапиле од патот што ви го беше заповедал Господ. Господ му кажа на Мојсей да се симне од планината, бидејќи народот паднал во грев. А сега Мојсей им кажува дека самиот тој се увери со своји очи дека тоа навистина се случи.
Како реагираше тој во таа ситуација? Стихови 17 и 18. Тогаш ги зедов двете плочи, ги фрлив од рацете своји, па ги скршив пред вас. И му се помолив на Господ, како и порано, и пак 40 дена и 40 ноќи леп не јадев и вода не пиев, за сите ваши гревови со кои изгрешивте, зашто извршивте зло пред Господ и го разгневивте. Мојсей ги удри од земја и ги скрши првите плочи на кои беа запишани 10 Божји заповеди. Тоа го направи поради лутина и разочараност, бидејќи народот му го сврте грбот на Господ. Но, и покрај тоа што беше лут и разочаран, тој не побара од Господ да го уништи народот и од него да подигне нов, посилен и поброен народ. Туку беше трпелив кон нив и преку пост и молитва се застапуваше пред Господ за израелците. Мојсей знаеше дека Бог го мрази гревот и затоа побара од него повторно да им се смилува на израелците. Тој исто така знаеше дека народот заслужува да биде погубен, но сепак бараше милост, а милост е кога на виновникот не му го давате тоа што го заслужил. Верувам дека денес има потреба повторно да се зборува за тоа колку Бог го мрази гревот, бидејќи ми се чини дека некои христијани не го сваќаат тоа. Може би мислиме дека на Бог му смета гревот или дека гревот прави тој да се чувствува непријатно, но не, Бог го мрази гревот, нему му се одвратни беззаконијата на луѓето. Се додека не ја разбереме оваа вистина, големи се шансите дека нема сериозно да ги сватиме нашите гревови. Низ годините јас сум бил сведок како многу луѓе не ги сваќале сериозно своите гревови, за на крај да завршат во тешки проблеми од кои речиси нема излез. Еден од нив беше во брак и имаше прекрасни деца, но почна да прави компромис со својата вера и по некое време живееше световен живот. Другите го опоменуваа да внимава, но тој не сакаше да ги слуша. После долги години тој го изгуби своето семејство и ми се жалеше дека не може да го издржи тоа што му се случува. Во суштина, тој мислеше дека може да живее како сака, без при тоа да се соочи со последиците од своите постапки, но се излажа самиот себе. Стих 19. Бидејќи јас се плашев од гневот и јароста со која Господ се разгневи на вас и сакаше да ви истреби, но Господ ме послуша и тогаш. Господ ја послуша молитвата на Мојсей. Сега, години подоцна, кога Мојсей стоеше пред новата генерација на израелци, тој јасно им посведочи дека Господ слуша молитви. Зошто тој ја послуша молитвата на Мојсей? Затоа што Мојсей беше праведен и подобар од другите? Не, туку затоа што Господ е милостив. Тоа се две важни вистини кои е добро да ги запомниме од денешниот текст. Имено дека Господ го мрази гревот, но и дека покажува милост кон оние кои од него ја бараат. Стихови 25 и 26. И му се молев на Господ, го молев 40 дена и 40 ноќи, бидејќи Господ сакаше да ви истреби. Му се молев на Господ и реков: Господи, Господи, не погубувај го својот народ и своето наследство, што го избави со големата Твоја сила, што го изведе од Египет со силна рака. Се чини како Мојсей да го убедуваше Бог да не го погуби народот и при тоа зборуваше за се што Бог направи за народот до тој момент. Ова не значи дека Бог заборави што тој направи за народот, туку само имаме извештај за начинот на кој Мојсей ја процесираше целата таа ситуација во молитва. Стих 29. А тоа е твој народ и твое наследство, што ти го изведе со својата незапирлива сила. Мојсей знаеше како да се моли. Тој се молеше во светло на сите Божји зборови и дела кои му беа дадени и покажани на народот се до тој момент. Се надевам дека и ние денес како христијани ќе научиме така да се молиме, во светло на сето тоа што ние денес го имаме запишано во Светото писмо.
Затоа велам дека ако сакаме добро да се молиме, потребно е добро да бидеме запознаени со Божите дела и зборови. Сега доаѓаме до глава 10, во која имаме стихови кои се однесуваат на настаните од минатото, но и стихови кои се однесуваат на Божите заповеди поврзани со иднината на народот и животот во ветената земја. Стих 1. Тогаш Господ ми рече: исечи 2 камени плочи, слични на поранешните, и искачи се кај мене на планината и направи дрвен ковчег. Со други зборови, откако израелците го направија златното теле и Мојсей бараше Бог да ги помилува, потоа Бог како да му рече: во ред, ајде сега да почнеме одново. Дојди повторно на планината каде ќе ти ги дадам заповедите. Стихови 8 и 9. Тогаш Господ го оддели Левиевото племе, за да го носи ковчегот на заветот Господов, за да стои пред Господ и да му служи, и да го велича името Негово, како што е тоа и до ден денес. Поради тоа левитите немаат дел и наследство со браќата своји, самиот Господ е нивни дел, како што им беше говорел Господ твојот Бог. Бог го избра племето на Левии за да служи во шаторот, а потоа и во храмот кој ќе биде изграден во негово име. За разлика од Стариот Завет, кога свештениците потекнуваа од само едно племе, во Новиот Завет се вели дека сите верници се царско свештенство. Но, интересно е и тоа што во Стариот Завет се вели дека племето на Левии не доби никаков имот при поделбата на земјата, бидејќи Бог за нив рече дека самиот тој е нивно наследство. Од една страна Левиевите потомци не беа толку материјално богати како останатите израелски племиња, но, од друга страна, тие ја имаа привилегијата да му служат на Бог во храмот и од таа гледна точка би можеле да кажеме дека духовно беа побогати од сите други израелци. Стихови 12 и 13. И сега, Израеле, што бара од тебе Господ твојот Бог? Само да се плашиш од Господ твојот Бог, да одиш по сите негови патишта, да го сакаш и да му служиш на Господ твојот Бог од се срце и со сета душа, да ги пазиш заповедите на Господ твојот Бог и наредбите негови, кои денес ти ги заповедам за да ти биде добро. Бог беше доста јасен и директен со израелците. Тој им кажа дека ако ги пазат неговите заповеди, ќе им биде добро во земјата која тој ќе им ја даде. Со други зборови, тоа значеше дека иако земјата им беше ветена уште од многу одамна, самото тоа не значи дека ним секогаш ќе им биде добро во неа. Таа земја им беше дадена со одредени услови. Се додека тие се држеа до условите, земјата на вистина им даваше изобилни плодови, а и на самиот народ му беше добро во неа. Но, релативно често се случуваше израелците да му го свртат грбот на Бог, да почнат да се поклонуваат на други богови и да живеат неморално. Во такви околности, Бог некогаш дозволуваше суша во земјата, а некогаш и дозволуваше околни народи да ги угнетуваат израелците. Стихови 18 до 20. Кој право суди на сирак и на вдовица, го сака придојдениот и му дава леп и облека. Сакајте го и вие придојдениот, бидејќи и вие самите бевте придојдени во египетската земја. Плаши се од Господ, твојот Бог, и само не му служи му, кон него приврзи се и во негово име колни се. Бог ги сакаше сираците, вдовиците и придојдените луѓе. Според тоа што го читаме во Стариот Завет, се чини дека овие три групи на луѓе беа особено ранливи. Токму затоа им заповеда на израелците да се грижат за нив, не само со храна, туку и да им судат право кога ќе се најдат на суд. Стих 22. Твоите предци дојдоа во Египет 70 души, а сега Господ, твојот Бог, те направи многуброен како звездите небески. Ова е само подсетување за израелците да се сетат дека во минатото и самите тие беа придојдени во Египет, а таму
Бог ги благослови и се грижеше за нив. На ист начин, тој бара да се грижат за сите придојдени кои ќе живеат помеѓу нив во земјата која тој ќе им ја даде. Сега доаѓаме до глава 11, стих 1. И така, сакај го Господа твојот Бог и внимавај она што го заповедал да го пазиш, и наредбите негови, и законите негови, и заповедите негови во сите денови. И во овој стих се вели дека начинот на кој се покажува љубовта кон Господ е преку послушноста кон неговите заповеди. Ова го кажав и во некоја од претходните епизоди, но главните теми во оваа книга се љубовта кон Бог и послушноста кон неговите заповеди. Стихови 10 до 14. Зашто земјата во која одиш да ја освоиш не е како египетската земја од која излеговте, каде што ти, откако ќе го посееше семето свое, ја напојуваше со нозете своји како зеленчукова градина. Земјата пак во која одите за да ја освоите е земја со планини и долини и се напојува со вода од небескиот дожд, земја за која Господ твојот Бог се грижи. Очите на Господ твојот Бог непрестајно се врз неа, од почетокот па се до крајот на годината. Ако ги слушате заповедите што ви ги кажувам денес, ако го сакаш Господа твојот Бог и му служиш од сето срце твое и од сета своја душа, тој ќе и даде на земјата твоја дожд на време, ран и доцен, и ти ќе го собереш житото свое, виното свое и маслото свое. Уште пред да влезат во ветената земја, Бог им објасни на израелците дека има неколку клучни разлики помеѓу египетската почва и почвата во ветената земја. Во суштина, тој преку Мојсеј им кажа дека самата почва не е толку плодна како онаа во Египет и дека самиот тој се грижи и ќе се грижи да има навремен дожд, за земјата да може да им даде плодови. Со други зборови, Бог вели дека тој ќе се грижи за земјата, но условот за сето тоа беше народот да ги пази неговите заповеди и зборови. Тука ќе го завршиме денешното проучување. До следниот пат, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.